Здраво, ова е 42-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Хамнет од Клои Жао, во кој станува збор за Агнес и нејзиниот сопруг Вилијам, глумени од Джеси Бакли и Пол Маскал, кои живеат во рурална Англија во 16 век, кои треба да се носат со губитокот на нивниот син Хамнет, кој починува на 11 годишна возраст во јазлите на нескротливата чума. Обвиени во тага, Агнес мора да најде начин да проложи со својот живот и да се грижи за своите други деца, а нејзиниот сопруг ги канализира неговите чувства за губитокот со пишување на драмската пиеса, која се изведува во делото и гласи Хамлет. Филмот е осмислен како адаптација на книгата на Меги О'Фарел, која ја следи нејзината замисла на настаните кои претходели и се главен мотиватор за создавањето на еден од најзначајните драмски текстори во историјата на човештвото, како механизам за таткото Вилијам кој не е имал можност да се збогува со неговиот син за време на неговото починување, па непобитниот вртлок на емоции и импулси наоѓа начин како да ги еманира во еден пристап во кој најдобро би можел да ги сосредоточи како безвременски реплики во неговите имагинарни ликови. Пред да дојде до тој триумфален чин, поканети сме во интимата на Агнес и Вилијам и нивното заљубување, започнување на заеднички живот во семејството, каде Агнес ќе согледа дека Вилијам е создаден за поголеми подвизи, отколку удобноста која ја нуди селската корија, која пак неразделна е од самата Агнес, ќерката на вештерката како што е етикетирана во селото, секоја жена што поразлично се однесува од селската норма, иако неколку векови претходно би имала потенцијал да биде селскиот шаман, бидејќи таа знае да ја познае лековитоста на природата преку билките и останатите подароци кои ги нуди за екзистирање, така што хтонски срасната е со неа, а и природата добива женски полноважни карактеристики во делата на Жао, со нејзината символика во творбата, за разлика од мажествените придобивки на цивилизацијата. Меѓутоа, доволно е свесна дека на Вилијам му се потребни крилја за да одлета и ја наоѓа својата работна позиција во Лондон, со некаква умисла дека кога ќе се стабилизира таму, ќе ги повлече членовите на семејството со себе, само што нивните животи дополнително се комплицираат во тој процес со ненадминливиот губиток. Следствено на мојата елаборација на поставеноста на драматуршките чинители, подгответе се за емоционално да ве разори делото, да сочувствувате со губитокот и ве вовлече во процесот на помирување со непроменливоста и немоќта и води кон една катарзична разрешница. Животот е непредвидлив и постојано се појавуваат препреки на сечи пат до благосостојбата и големината на човекот лежи во моќта да стане по тие падови, наместо да се предаде на безнестиот ад. Затоа и филмот ја доловува таа спрега помеѓу убавите и немилите настани, радоста и тагата, како и љубовта како најпотребно гориво за мотивирање на сечија човечка машина за продолжување напред во животот по секоја постојка. Уметноста е прикажана во творбата како медиум за развој на емпатија, стапнување во туѓи чевли и разбирање на туѓата болка и агонија, за да имаме поголемо поимање низ што поминуваат останатите и по конзумирањето на делото да се здобиеме со нов алат за да се справиме со слични животни ситуации. Човекот ја има таа моќ да се соочи со тие емоционални габарити на вевите на несреќата и да ги надвисне, прифаќањето на смртта и исправувањето со истата, без разлика што ќе остави скршени фрагменти на својот дух. Кај самите ликови таа е постапка за избавување на неизреченостите и екзалтирање на собствените демони, сечење на парче од себе си и оживотворување во нов облик, збогување кое никогаш не би му било дозволено со синот, искажано преку таен јазик на кој може да се изложат неискажливите чувства и да бидат восприемени од рецепиентите. Шекспиролозите ќе ја воочат личноста со Ромео и Јулија во првиот чин во раѓањето на љубовта меѓу Вил и Агнес, како и изведбата на трите вештерки од Макбет од страна на нивните деца. Епилогот со изведбата на представата е бомбастичен и евидентна станува поврзаноста меѓу материјата, нејзината изведба, ордата од публиката, предводена од Агнес и ние, гледачите кои сме понесени од другата страна на екранот, една логична конклузија за прочистување на психата. Актерската палета на Бакли е неисцрпна затоа што ја забележуваме во секоја можна екстрема, долувајќи ги најсилните до најкревките сегменти од нејзиниот лик, додека ревносно гневи нескротливиот дух и се приземјува во плач. Нејзин столб, за да има ваков игрив пристап, нужно е да го приложи
мескал за да се комплетира оваа интимистичка целина и на свој начин, најпрвин иманентно, а потоа и со неговиот перформанс на бина, да ги изнесе неговите потиснати емоционални набои. Во контекст на губитокот, тој беше предмет на еден историски филм за кој говорев во претходните епизоди на Видеологија, Train Dreams, уште една животна сага која од перспективата на сопругот се носи со неаминливоста на загубата, но не смееме да го негираме поимањето дека и двајцата татковци од филмовите не се присутни тоаш кога се губи најдрагото. Ако се држиме до Шекспировиот канон, тогаш All is True од Кенет Брана мора да го напоменеме како уште еден филм кој го тематизира губитокот на Хамлет, додека пак филмови кои кореспондираат со загубата секако дека се Rabbit Hole, The Sun's Room и Manchester by the Sea, помеѓу другите филмови од кои гледаме како различни семејства се носат со овие тегоби. Доколку бараме пандан на визуелната естетика и периодизацијата, тогаш Portrait of a Lady on Fire ми е филм рамен на овие категоризации и лесно може да се најдат Теренс Маликови квалификации и во визуелната естетика на Хамлет, во третманот на ликовите и природата и танцот на камерата помеѓу нив. Ако веќе максимално се оддалечуваме од темата и се држиме до соодносот со природата, ќе најдеме сродност со фолк-хорор филмовите, кои имаат многу помрачни надприродни последици од Хамлет. Доколку во Nomadland имавме лик кој се соочува со нескротливоста на Американа, тогаш тука се ликовите внездени во англиската корија, така што Жао има афинитет да не одскокнува од незината инклинација да ја опфати нераскинливата нишка помеѓу човекот и природата во незината нова пасторала. Жао соработува само со великани, па затоа човек не може да и најде мана од технички аспект, затоа што во своите редови го има еден од најзначајните композитори на денешницата, Макс Рихтер, кој, за да се поврзе со периодизацијата на филмот, користни ренесансни инструменти засилени со виола, никел харфи и хрди-грди, помеѓу нив да протне женски хор, како ехот на ликот на баклен из шумата, за кон крајот на филмот да се даде простор на електрониката да заземе поголем удел во жичаниот амалгам, откако Хамлет престанува да биде дел од семејството. Ламентирачкото пијано секако дека е нераскинлив дел и од овој скор и катарзичната On the Nature of Daylight ја кронисува творбата со вознес. Уште еден виртуоз се наоѓа зад камерата, односно кинематограферот Лукас Жал, визуализаторот на филмовите на Павликовски, Кауфман и Глейзер, односно полскиот Вермер и Декуч, кој за потребите на филмот на Жао имаше постатичен пристап во камерата и дозволи со широки планови на ликовите во природата да се создадат неговите подвижни ренесансни слики, така што покрај природната светлина во ентериерите максимално се искористени и практичните избори на светлина од свеќите, а секако дека постоечка е дистинкцијата на пристапот на самотните ликови во кадрот во природа визави хаотичноста на претрупаниот Лондон. Од енорна полза е некратењето на долгите кадри во природата и нивното излишно телевизиско раскадрирање со постојани резови, затоа што се дозволува на тој начин да се наклони делото на атмосферичноста и да си го најде своето медитативно темпо кое органски го раководи Жао, која има на ум како сака да диши делото, но тука е помошта од врвниот монтажер на Джармуш, на Хейнс, на Салас и True Detective, Алфонсо Гончалвес, кој дозволува да ја почувствуваме таговноста на ликовите, односно се водат од актерскиот перформанс, а не дека не сечат со джамкат, па да штедат на скокови во време и простор. Има и јасни ознаки помеѓу поглавијата на животот со затемнувањата, но секако дека најголемиот предизвик е да се монтираат најдобрите хитови од Хамлет, односно изведбата на драмскиот текст, која ќе биде најсуштествена за действието на филмот, во што успеваат да балансираат меѓу перформансот на Бина и реакцијата на Бакли и толпата од публиката. Режисерката Клои Жао, иако нема толку обемна филмографија, веќе 2 пати беше застапена во Видеологија со своји епизоди, најпрвен уште во првата сезона со The Rider и потоа со Nomadland, така што во тие епизоди сум говорил за незините претходни филмови, но најдобар доказ дека јас не им опростувам неквалитет на привилегираните автори кои се застапени во емисијата и чинителот што незиниот претходен филм Eternals за борбата на старите суперхерои со нивните непријатели не ги исполнуваше критериумите на Видеологија, па без разлика што претходно беше застапена, незиниот обид за влез во студискиот систем и снимањето на невпечатливиот филм нема да го иземе незиното право да сними млитаво остварување, станувајќи еден од најчестите примери во кои кога независен автор од инди сцената
на Америка, ќе достигне врвен успех на Оскарите и му се отворат портите од Холивуд, ќе биде сомелен од машината на суперхеројскиот жанр и уште полошо, продолженија на франшизи или во ремејкување на добро познати култни дела, какви што ќе биде и нејзиното наредно видување на Дракула, но во еден научно-фантастичен вестерн манир. Дракула е бесконечно многу пати направен и никој нема ништо ново да каже за него, ама инвеститори ќе дадат пари за секоја измолзена идеја која може да ја пласираат на широката популација и најважно да си ја вратат инвестицијата. Во студиската равенка нема место за авторство и артистичка визија, пресудно е да се заработи и никој не зборува за некакви високи естетски критериуми. За малиот екран ќе снима епизода за Buffy the Vampire Slayer, New Sunnydale. Предпоставам дека шекспировците нема да пронајдат некоја кој знае каква демистификација за создавањето на култното дело, иако можам да сугерирам дека е затворена приказната во семејството и нема контакт со околината, пред настанувањето на несреќата фали своевиден сооднос со околината и подетална карактеризација на животот во минатото за подобро вкоренување на гледачот во епохата, затоа што по несреќата нема простор за тоа, бидејќи действието е симплифицирано и натежнуваат емоционалните квалитативи и медитативниот тон, кој нема да биде по сечи вкус, а и не ни мора. Филмот имаше премиера на Telluride, а потоа играше во Рио, Вудсток, Чикаго, Black Nights, Љубљана, Камера имаш, а беше награден на фестивалите во Palm Springs, Торонто, Valladolid, BFI, од многу здруженија на критичари, потоа номиниране за Готами, Сателити, 11 Бафти, 11 Critics' Choice, од кои Бакли ја освои наградата за најдобра актерка, од 6 Глобуси, за кои беше номиниран, освои за најдобар филм и женска улога, кронисувајќи ги манифестациите со 8 номинации за Оскар и е сериозен конкурент за добивање на многу од нив, особено Джеси Бакли за најдобра актерка, како и за самиот мизансцен, односно награди за костими и сценографија, иако не е фер да не биде Лукас Жал номиниран за награда за најдобар кинематографер. Фокус заедно со Спилберговиот Амблин агитираат за овие награди. Филмот нуди непречен поглед во емоционалниот вртлук на чувствата кои ги обземаат родителите при животниот губиток, кои наоѓаат сили и љубов да продолжат понатаму, како и можност преку уметноста да се преобликува тагата и изваја ненадминлива пиеса која ќе го символизира тој непребол. Останатото е тишина. Ако морам да го евалуирам, тогаш Хамлет од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 402-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!